Во Кавадарци конечно денеска започна зонското паркирање. Од општината очекуваат да се стави ред во хаосот кој владееше со паркирањето, особено во центарот на градот. Во функција се 1000 паркинг места поделени во неколку зони. Директорот на јавното предпријатие Паркинг Јошко Давков очекува целосно средување на хаосот со паркирањето. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, денеска официјално 5.2.2020 година, среда, официјално започнува со работа јавното предпријатие Паркинг од Кавадарци, односно започнува зонското паркирање. Најнапред сакам да ја истакнам основната дејност на предпријатието, а тоа е да го организира сообраќајот во мирување и да обезбеди непречен и безбеден динамичен сообраќај. Согласно проектот на 24 ИНГ Дойл Битола, кој што го изработи сообраќајното решение, располагаме со вкупно 1000 паркинг места, кои се поделени во 3 зони и тоа. Во зона А, каде има 4 подзони, имаме вкупно 108 паркинг места. Во зона Б, со 13 подзони, имаме вкупно 507 паркинг места. И зона С со 9 подзони или вкупно 385 места. Сакам да нагласам дека 3% од вкупниот број на паркинг места се резервирани за лицата со инвалидитет кои што се ослободени од плаќање на зонското и истите треба да поднесат барање за да ги вклучиме во системот, односно да склучат договор. До сега се поднесени околу 400 барања од станари за повластена паркинг карта, кои што знаеме во моментот изнесува 900 денари годишно за едно возило и 1500 за второ возило годишно. Има интерес и за резервирани паркинг места кои што правните лица аплицираат со одбележување, односно стои на располагање 24 часа. Покрај оваа дејност, ЈП Паркинг од Кавадарци располага и со депо, кое што служи за паркирање на земјоделската механизација и при тоа може да монтираат своја монтажна гаража. Се надевам дека предпријатието непречено ќе функционира и ќе ја постигне својата зацртана цел, како и очекувањата на граѓаните. За сите оние прашања што ги имаат граѓаните на општина Кавадарци, да се обратат во канцелариите на ЈП Паркинг, кои што се наоѓаат веднаш над градската библиотека. На средување на проблемот со паркирањето во Кавадарци се надева и градоначалникот Митко Јанчев. Тој рече дека символичните цени кои ќе се плаќаат за паркирање ќе овозможат изградба на нови паркинг места. Денеска од прва ден почетна официјално работа на зонско паркирање на општина Кавадарци. Јас само би кажал на кратко дека општина Кавадарци година дена заедно со полицијата станица и со сите инволвирани служби работеше на совршени решенија и проекти на паркинг места. Официјално ги добивме сите паркинг места и дозвола за паркирање. Официјални паркинг места имаме околу 1000 во трите зони, така да општина Кавадарци наликува веќе една општина која што според големината и местното население има официјален паркинг кај што можат луѓето официјално си ги завршуваат своите дневни и месечни потреби. Она што може да го кажеме да го видиме од денеска дека метежот во централното градско подрачје е драстично намален, така да оние возила кои што до сега биле непрописно паркирани или оставени непотребно се отстранети и остануваат оние возила стварно што треба да се завршат работа. Со ова постигнуваме една урбана средина почиста и од еколошка гледна точка, меѓутоа и од урбана средина и култура во делот на сообраќајето на паркирањето. Мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни за тоа што цените кои што ги имаме направени се на некој начин минимални цени ставени колку да се регулира градскиот паркинг и со сето тоа сите приходи кои што ги има јавното предпријатие и ќе стигаат во делот на буџетната сметка како јавно предпријатие, ќе има возвратени на граѓаните со нови паркинзи, со модернизирање на паркирањето, со подобро одбележани места за паркирање, така да нема да биде узалудни во еден случај. Од денеска еве почиња зонското паркирање. Јас најпрво сакам да апелирам до сите граѓани на општина Кавадарци да паркираат на места одбележани за паркинг. Доколку паркираат на коловозна лента, тротоари и слично, че да не се соочуваат со несакани санкции од страна на полицијата, од пајакот и мислам од нивно кревање на возила. Затоа знам дека ќе има проблеми во прво време, затоа сакам да апелирам да паркираат само на обележени места, а не на места недозволени за паркирање. Да не се соочуваме со несакани санкции.
Стартот на зонското паркирање символично со испраќање на СМС порака го најави градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Успешно? Саат време успешно.